Антикорупционерката Цвета Ристовска поднесе неотповиклива оставка од функцијата. Образложението го испратила денеска до председателот на собранието Африм Гаши. Во него напишала дека жали за административните пропусти и околности кои според неа довеле до неосновани сомнежи во јавноста. Понедели јавни полемики и сомнежи изнесени во врска со мојата работа во Државната комисија за спречување на корупцијата, донесов одлука да поднесам неотповиклива оставка од функцијата член на Државната комисија за спречување на корупцијата. Никогаш немав намера да прикријам информација, напротив, ги почитував законските обврски. Телмо објави неколку стории во кои откри повеќе сомнителни постапки на антикорупционерката Ристовска. Таков беше случајот уште пред една година, кога таа постапуваше за предметот со можната фалсификувана диплома на директорот на АНБ Бојан Христовски. Не виде ништо спорно во дипломата издадена од Универзитетот за туризам и менаџмент, истиот за кој Телмо откри дека таа е предавач, но и е блиска со собственикот Аце Миленковски. Неодамна Телмо објави и дека една од фирмите на незините двајца синови земала вкупно 70.000 евра за маркетинг кампања на политички партии СДСМ и ВМРО ДПМН. Тоа се случило во предизборен период во 2024 година, а токму институцијата која ги контролира партиските финансии и кампањи е ДКСК, каде таа беше член и подпредседател. Партијата Левица пак објави дека фирмите на синовите Ристовска не ги пријавила во анкетниот лист. Но пари од кампања незиниот син земал и во време кога таа била ревизорка. Местото помошник државен ревизор и стоеше во мирување, со додека беше на функцијата член на ДКСК. Незината претходничка Татјана Димитровска, откако си даде оставка после обвинението за оддавање државна тајна и фалсификување, се врати во ревизија. Телма пак пред 2 дена објави дека токму тие две ревизорки, Ристовска и Димитровска, се потпишале на извештајот за бонусите на СЈО. Извештај кој деновиве активно се користи од страна на владеачката партија ВМРО ДПМН, особено против обвинителката Ленче Ристовска. Таа денеска не сакаше да коментира дали токму овој извештај им беше награда за сработеното на двете компромитирани антикорупционерки и ревизорки, а сега се користи против неа во изборот за државен обвинител. Мене уште од самиот старт ми беше симптоматично што токму само Државниот завод за ревизија беше единствениот орган кој што нашол било какви забелешки во однос на исплатата на надоместоците и затоа ми се постави прашањето дали можеби постои некој друг контекст кој што не ни бил познат и не сме го разгледувале. Инаку, актуелниот состав на ДКСК беше избран во февруари 2024 година. До сега 20 членови поднесоа оставки, а за прв пат влезе и во извештајот на Transparency International како еден од матните настани во корупцијата.